Почитувани, добре дојдовте во новото издание на емисијата Живе и здраво. Тема на ово неделното издание ќе биде Мувембар. Мувембар е непрофитабилен проект кој има за цел подигнување на свеста кај мажите за сопственото здравје, односно за рак на простата. Овој проект или здвижење, како сакате, започнал во 2003 година во Австралија, но сега е со поголеми размери. Околу 4 милиони мажи се приврзаници на ова движење. Секоја година се собираат донации кои што се пренасочуваат кон истражувачки цели токму на полето на рак на простата. Она што е значајно или пак правила кои што така наречени правила 4 се поврзани со ова движење или пак проект, се тоа што во почетокот, односно на 1 ноември, мажот треба да се избричи, а потоа во текот на целиот месец да ги негува и да ги расте своите бркови. Бради не се дозволени, а исто така треба да се однесува како джентълмен во текот на целиот месец. Јас мислам дека треба како джентълмен да се однесува во текот на целиот живот, но како и да е. Токму на оваа тема, Мувембар или пак движењето за борба за рак на простата, го имаме доктор Јович Горан, уролог хирург од болницата за хируршки болести Филип II. Докторе, добре дојдовте во емисијата Живе и здраво на телевизија К1 регионал, се разбира. Благодарам на поканата и секогаш се радувам кога ќе си дојдам во градот од каде што нормално потекнувам и чест ми е да гостувам во вашата емисија. Вака на самиот почеток да ни објасните вие како стручно лице што е простата. Така. Простатата е жлезда која се наоѓа исклучиво само кај мажите во малата карлица под мочниот меур на почетокот околу мочниот, изводниот мочен канал. Повторно ќе спомнам дека исклучиво жлезда која се наоѓа кај мажите. Бидејќи која задача е на простатата? Простатата лачи сок од простата или течност во која пребиваат сперматозоидите. Значи, тоа е дел од сперматичната течност. Она го лачи течниот дел од спермата. Оваа жлезда во тек со годините најчесто почнува да хиперплазира или да се зголемува. Со тоа почнуваат и првичните симптоми и проблемите кај мажот. Тоа ми беше моето второ прашање, значи кои се првичните симптоми кои што можат да наведат дека има промени во простатата? Така, првичните симптоми кои се? Најчесто еден од првите симптоми е ослабен млас при мокрење. Нови симптом мажите тешко може да го приметат. А зошто? Да, точно слабо е млазот, па вика да, ја ќе приметам, ќе видам дека ми ослабе млазот. Најчесто е проблемот затоа што луѓето со оваков симптом едноставно се навикнуваат и почнуваат да живеат со тој симптом. И фактички не го приметуваат тој симптом. Дека порано млазот бил појак при мокрење, така него животот си продолжува, тече, порано имало појак млаз при мокрење, сега е посап млазот, па исто е, слично е, па дури и заборавиле како било кога имале појак млаз со притисок и така. Следните од симптомите сега веќе следува често ноќно станување, чест повик за мокрење во текот на ноќта. Почнува да станува еднаш, па се навикнува на тоа, па почнува да станува 2 пати, па повторно се навикнува со тоа, па го поврзува најчесто со јас претходниот ден пиев многу течност, пиев многу вода, па сега затоа станувам и така. Обично и овие симптоми луѓето ги врзуваат со некои случувања од
предходниот ден или така да и ова најчесто кај мажите не ги тера да се јават на лекар. А сепак би требало да значи дека се првични Да, симптоми за веќе, јавување. па веќе симптомите почнуваат, но пациентот ги занемарува. И сега одиме понатаму, почнува често ноќно, па потоа почнува често и дневно мокрење, па недоволна неиспразнетост, кога почнуваат да се јавуваат на лекар? Веќе мокри споро, слаб млас, тешко мокри, се напнува при мокрење. Почнуваат почести уринарни инфекции, веќе кај поврзано со уринарниот инфект, веќе се појавува и болката. Кај нас, затоа е тоа проблемот воопшто кој се случува, поготово овде во нашава средина, пациентот се јавува на лекар кога ќе почне нешто да го боли. Веќе тоа е болест во една поодмината фаза, кога веќе имаме посериозни проблеми кај пациентот и веќе тоа е еден, да кажем дека тоа веќе закаснето лекување на болестите околу простатата. А дали има физички промени? Надворешни физички промени нема. Има физички промени. Простатата, да, се зголемува, ако зборуваме веќе конкретно за хиперплазија на простата или бенигно зголемување на простатата, она се зголемува, си расте, се зголемува во тежина. Значи, урологот со еден обичен ректален преглед, кој ќе пипне, ќе види, ќе осети дека простатата е зголемена. Значи, она се променила. Има промена во нејзе. И тука треба да се реагира, треба да се продолбочат испитувањата, треба да се даде адекватна терапија за да му ги олесниме симптомите и животот на пациентот. А дали зголемената простата води до карцином? Не. Значи, видите, тука треба да се разликува. И мала простата и незголемена простата може карциномски да се промени. Значи, едното и другото има голема разлика една. Не во секоја простата се појавува карциномот на простата. Но повикот и апелот, го спомнавте Мувембар, тоа е месец ноември, нели? Месец на мажот, месец на машкоста или не знам како да го наречеме. Целта која е? Да ја подигнеме свеста кај мажите да се јават на лекар и без икакви симптоми да се јават на лекар, да се прегледаат кај уролог поради рано откривање на евентуално појавениот карцином во простатата. Докторе, каква е состојбата со здравието на мажите во Македонија? Па каква е состојбата? Состојбата отприлика тука некаде да ги кажем, ајде, отприлика на некое ниво во Европа да се одржува, иако е за нијанса во овој поглед лекувањето закаснето во однос на европските земји. Точно поради пониската свест кај луѓето за рано јавување на лекар. Едноставно луѓето се плашат да се јават кај уролог. Кога сме веќе кај стравот, кај пациентите кои што се плашат да дојдат на лекар, кај уролог, како изгледа и во што се состои еден преглед, првиот преглед кај уролог? Така, првиот преглед. Доаѓа пациентот, нормално прво следи еден разговор, запознавање со докторот, да си ги каже симптомите кои ги чувствува, ако ги има и ги чувствува, да си ги каже сите потешкоти и потоа простатата како се прегледува. Дигиторектален преглед,
така се пипа простатата. Значи простатата се наоѓа, повторно ќе повторам, на почетокот на емисијата, нали, спомнавме анатомски, она е во малата карлица, во долниот спрат, под мочниот меур, околу мочниот канал, во ново близок контакт со завршниот дел од дебелото црево. Затоа и најблиску за палпација простатата или пипање на простатата е преку чмарот. Тоа е дигиторектален преглед. Одма после тоа следи ултразвук, ехо преглед, при кој се прегледува целиот уринарен тракт, значи се гледаат бубрези, застои во бубрезите, се гледа мочниот меур, се гледа дебелината на зидот, евентуално израстоци некои во мочниот меур. Ова сето се може да се види со овој првичен ехо преглед. Потоа се гледа простатата, се мери нејзиниот волумен, се може да се претвори во грамови, во тежина, значи може точно да се прерачуна колкава е таа простата. И уште се мери и ресторината. Што е многу битно да се утврди ова кај пациентот, бидејќи што е ресторина, прво да објаснам за гледачите. Ресторина е тоа кога имаме задржување на урина во мочниот меур и после мокрење. Значи имаме повик за уринирање, пациентот оди во тоалет, се празни, но и после празнењето останува дел од урината во мочниот меур. Полека, со прогредирање на болеста, таа ресторина се зголемува. Значи, он мокри, али повеќе му останува во мочниот меур, отколку што изфрли надвор. Брзо се надополнува, брзо добива повик повторно за мокрење, оттаму и честотата за мокрење во симптомите. И така да, и ова го утврдуваме од првичниот преглед. И нормално се, пред да почне првичниот преглед, кај пациентот се зема крв и се проверува простатично специфичниот антиген. Тоа е еден вид на туморски маркер кој може да не упати и да не фрли во сомнеш дека можда кај пациентот се работи за карциномски променета простата. Сето ова го содржи еден првичен преглед кој трае некои си 20 на минути. Така да мислам дека не е ништо страшно да еднаш во годината секој маж се јави на овој преглед и потроши 20 минути еднаш во годината за своето здравје. Се охрабруваат ли македонските мажи да направат ваков преглед? Па во последниве години да. Се почесто ми се случува во амбуланта да влезе пациент и да каже: докторе, мене не ми е ништо, едноставно дојдов да се прегледам. За поздрав се оваков тип на пациенти. Нажалост, бројката е се уште мала, не е така, да кажеме процентуално, но сепак е зголемена во однос на поранешните години. Говориме за рак на простата. Кои се факторите за добивање на оваа болест, на карциномот на простата? Прашање така. Кои се? Па да кажеме начинот на живење. Најчесто генетиката. Сето ова треба да се спои во едно, па да пациентот почнува карциномски да му се променува простатата. Многу е битно да раното откривање на карциномот на простата. Бидејќи сега со новиот тип на лекување или терапија, карциномот на простата можеме слободно да кажеме дека е 100% излечива болест ако се фане во оној ран фокален стадиум.
се уште дорека е само во фокус и во самото простатично ткиво. И ако ја фанеме ние во оваква фаза, го откриеме карциномот, тогаш можеме да со сигурност да тврдиме дека е карциномот на простата 100% излечив. За разлика од напреднатите фази на карциномот, кога некогаш можеме само и да креваме рамена. Колку исхраната и начинот на живот има влијание за добивање не само на карцином на простата, туку и било која друга болест со која што само мажите се соочуваат? Па има влијание исхраната, да, има влијание и самата исхрана, бидејќи тука станува збор, никогаш не треба, нели, нормално исхраната да биде со многу масноти. Тоа сегде се зборува и кај кардиоваскуларните болести, се зборува и кај многу други заболувања, но факт е дека мораме да намалиме со внос на маснотиите во организмот, разнолична исхрана, природна исхрана. Значи, тука многу влија и од каде е произведена таа храна, од каде се внесува, од каде е внесена. Тоа е малкуцка сега веќе едно прашање во кое се соочуваат со оваков проблеми големите и богатите и европски земји, воопшто земјите во светот, потеквото на храната која ја конзумираме. Од таа страна би можеле дури ние да кажеме дека може да сме посреќни за тоа што сепак мислам дека храната која се произведува во Македонија не е на тој начин произведена како што се произведува во некој од овие побогати земји. Дали спортските активности имаат влијание исто така? Да, движењето пред се движење, простатата не бара многу седење во место поради стазата, на застојот на крв во тој дел од телото, воопшто, значи, си бара едно движење, една нормална физичка активност. Сега, во зависност и со годините на пациентот, нели, не можеме ние да бараме од пациент на да кажеме 80 годишна возраст да джогира. Мада има и такви и ден денеска, али барем едно редовно движење. Доколку веќе се констатира дека одредена личност има карцином на простата, каква е терапијата која што најчесто ја препорачувате или тоа е индивидуално? Па видете, тоа е во зависност во кој стадиум се наоѓа болест. Значи, во првичните стадиуми, стадиум А, евентуално стадиум Б, да кажеме, од болеста и така, простатата се оперира. Радикална простатектомија, значи простатата се вади во комплет со семените жлезди и лимфните јазли од малата карлица, заедно со се неизината капсула. Со тоа се смета дека комплет е одстранета болеста од организмот. Но затоа и еве и целта на емисијата. Значи, ова може да се направи во почетните стадиуми на болест, кога е рано фанат и откриен карциномот на простата. Веќе во покасните стадиуми, кога имаме пробив на карциномот вон капсулата, имаме метастатски промени во лимфните јазли или метастатски промени по коските. Најчесто првите метастатски промени од карциномот на простата одат по коска. И тука имаме терапија и лекување. Тука имаме хормонална контрола на карциномот. Значи, во овој случај, карциномот на простата не се оперира, не се отстранува хируршки, туку се делува хормонално,
за да со тоа имаме практично типот на лекување вика како се споредува. Како кога побеснет конј ќе го зауздиме и ќе го држиме на узди. Седер ќе го држиме со уздите, конјот ќе биде мирен и ќе стои во место. Но ако ги испуштиме уздите и прекинеме со лекувањето и начинот на лекување, веќе карциномот може да се разгори и да доведе до несакан крај. Така да, во зависност од стадиумот на болеста, е и начинот на лекување на карциномот на простата. А што е со терапевтските методи? Дали може би препорачувате некаква хемотерапија, некакви зрачења, нешто? Кои методи се Па да, применуваат? значи еве го, баш тоа сега го кажам, ствари, тоа е хормонална контрола на карциномот на простата. Зрачење веќе зборуваме, тоа е веќе во некој одминат стадиум, кај што имаме зафатено тука и повеќе органи во малата карлица, ајде може тука да се делува со зрачење, него значи со делување на хормони. Намалување или сведување на нивото на тестостерон, машкиот хормон во организмот на нула. Со хемиска кастрација, тоа е лек кој се убризгува еднаш месечно или еднаш во 3 месеци и кој делува на да го симне нивото на тестостерон на нула во организмот. Или со хирушка кастрација и отстранување комплет во целост на обата тестиса, бидејќи тестостеронот се лачи во тестисите кевашто. Во земјава неколку години се спроведува кампањата Мувембар, таа е со цел да се подигне свеста кај мажите за сопственото здравје. Дали забележавте подигнување на свеста кај мажите еве во изминативе неколку години во споредба со она што се случувало претходно? Така, па морам да ја поздравам оваа кампања пред се, затоа што е доста расширена прво кај младите луѓе, но со тоа да на улица сретнеш повеќе млади момчиња со бркови или кои тек им пораснале, па да кажеме повеќе нацртани или така, тоа е подсетница воопшто кај луѓето и по улице кога ги среќаваат да чекај зошто се они сите цело друштво со бркови и така, да, чекај сега е месецот на мажот, да, ради ова треба да се оди на лекар, да се јавиме на лекар. И обично во декември бројката на првични прегледи е зголемена. Тоа значи дека ова целото делува на свеста кај луѓето. Но потоа полека како минат месеците, си доаѓаме малтене пак на истото на она кое сме били и на претходните години, но во секој случај е за поздрав оваа кампања и мислам дека треба да се продолжи. И што повеќе да се удари на да се публицира, да постојано да се зборува барем во тој месец за Точно така. Меѓутоа, јас мислам дека не треба да застанеме тука, не само во ноември да се зборува за подигнувањето на свеста кај мажите за своето здравје, туку да продолжи понатаму. Како и да е, ние веќе навлеговме во ноември, па тоа е топ тема, актуелно. Затоа и ве повикавме во емисијата Живе и здраво. Кои се вашите стручни препораки за подобрување на здравјето кај мажите? Стручни препораки. На време да се јавуваат на лекар. Значи, препораката ќе си ја даде урологот, кој ќе се јават кај него, кој ќе види и открие зашто се работи кај пациентот, така да ќе на време ќе примени адекватна терапија,
а со тоа и подобрување или комплетно отстранување на симптомите на болеста кај пациентот. Каде можат пациентите да ве најдат, докторе? Да, јас работам во специјалната болница за хируршки болести Филип II во Скопје. Сега очекуваме за некои месеци да се преселиме во новите простории, во новата зграда, која се наоѓа одма до бившата воена болница во Скопје. Нормално со комплетно нова апаратура. Се надевам дека сигурно дека и во тој случај диагностиката ќе биде многу поквалитетна и многу побрза во однос на она кое до сега сме го имале, така да на пациентите постојано им стојам на располагање во секое време. Докторе, јас ви благодарам што одвоивте од вашето драгоцено време и бевте гостин во емисијата Живе и здраво на К1 телевизија и ви благодарам за исцрпните информации кои што ги понудивте за нашите гледачи. Ви благодарам и вас на повикот. Се надевам дека ќе се дружиме и понатаму во овие емисии, ќе се видиме сигурно и понатаму. Тоа беше се за денешното издание на емисијата Живе и здраво. Нова средба ви закажувам за 7 дена.